Во европските парламенти, во членките на ЕУ, обично во текот на една година не се носат повеќе од 150 закони. Ние за 2 месеци, оваа собраниска фабрика, произведе речиси 170 закони, меѓу нив и законот за попис на населението, домакинствата и становите, чиј наслов не соодветствува на она што ќе се попишува. Имено, слушам на телевизија меѓутоа, не во текот на расправата од директорот, како зборува наосад за резидентно население, за нерезидентно население, но го препрочитав неколку пати законот, не можам да видам таква класификација. Веројатно ќе биде во методологијата, но неа ја нема и ќе ја добиеме 1 месец по донесувањето на законот, па ве упатувам на други искуства да видите како методолошките упатства се заедно во пакет со законите, со сериозни објаснувања на сите инструменти, на тајмингот, на роковите и слично. На еден интересен начин дојде во редовна постапка, без европско знаме, потоа го снема, па се врати со европско знаме. Се велев зошто било така, мислам дека заради повикувањето на регулативата, која што кога ќе проверите и пропратните за нејзино спроведување, апсолутно не е точно дека е делумно аплицирана. Се обидовме точно одредбите од регулативата преку амандмани да ги предложиме, меѓутоа тоа не беше прифатено, па сега да оцениме дали европското знаме навистина нешто значи. Иначе патем, за 2 месеци речиси 20 закони со европско знаме, повторно невиден рекорд, поминале овде. Јас се чудам како не добиваме почеток за преговори на таква фантастична европеизација во ова собрание. Значи, кога се вели дека за прв пат се преминува на еден нов комбиниран метод, така пишува во образложението, не само фактичко попишување, face to face, туку и електронски, логично е да имате недоверба. Логично е да имате потреба од сериозни објаснувања. Не им треба во Норвешка, не им треба во Шпанија, ама нам на пратениците ни треба, а камоли на граѓаните, да знаеме како ќе се одвива тоа, каква е заштитата. Сите тие објаснувања се составни делови на законите. А ако не беше тоа обезбедено, па има можност во деловникот барем 2 експерти да се повикаат на расправата, не видовме такво нешто, а да бидам искрена, седеше директорот, меѓутоа само слушаше, очекував да даде стручни објаснувања, оти тврдиме дека е ова статистичка, а не политичка операција. Точно е дека пописите се на 10 години кај нас не, но сигурно не биле проблемите од мене. И предходниот дискутант споменуваше 2 страни, доверба меѓу 2 страни, не сакав да реплицирам, меѓутоа чудно ли е, ако се попишуваат граѓаните неутрално, објективно, врз стручни критериуми, зошто би можеле да зборуваме за 2 страни. Деновиве и овде, и надвор, читаме, слушаме, како, значи, неразумно барање се слушало овде за одлагање на пописот. Видете, неразумно барање не може да квалификуваме препорака на стручни служби на Обединетите нации. Значи, ако во сите претходни пописи, зборувам за самостојна и независна Македонија, имало проблеми, имало недоверба, ја има и сега. И овој закон и објаснувањата треба да стават, да ја намалат барем таа недоверба. Како недовербата најдобро се лекува? Ако меѓународните прописи на кои се повикуваме, во случајов, на регулативата,
главната, меѓутоа и на споредните, овде ги најдеме ние препишани, да не речем. Тоа не е така. Еве што пишува дека е цел на законот. Методолошки да се осмисли и помогне планирањето и спроведувањето на пописите. Не го препознавам тоа. Да се подобри компарабилноста на податоците, како на регионално, така и на меѓународно ниво, преку хармонизирање на дефинициите и класификациите. Ама јас токму ја испринтав втората, што се споменува од 2017 година под број 543 регулатива и апсолутно тоа не е превземено овде. Во законот ги нема одредбите од оваа регулатива, а таа треба да обезбеди компарабилност. Понатамо се вели дека доверливост на личните податоци не е гарантирана. Не верувам ниту во електронското дека има гаранции, бидејќи паѓаа овде многу системи и ова експерти по електроника го посочија, математичари, меѓутоа и јас имам, кажувам, сомнеш. Не верувам во неутралноста и објективноста во сите фази, што ќе рече деполитизацијата и департизацијата, затоа што не ја препознавам овде. Ако велиме дека намерата, предлагачот велеше, дека на пописот е да обезбеди сеопфатност на подписните дејствија, истовременост во точно утврдениот период, податоци за критичниот момент, врз основа на единствени дефиниции и класификации на единиците и нивните обележја, јас овде не гледам ниту една дефиниција. Дефиниција нема, а дефинициите се дел од регулативата и тие се препорачуваат. Значи, за да верувам на еден попис, треба да е прецизен, сеопфатен, да не остава простор за доуредување, за преуредување со подзаконски акти. Овде се е одставено на подзаконските акти. Ја нема државната пописна комисија, која што можеше на некој начин недовербата за која говореше претходниот колега, да ја може би редуцира или да ја намали. Нема нешто што е редовно во секој закон, па и во законите за пописите, поимникот. Па прв пат јас вчера чув на телевизија што значи точно вкупно население, вообичаено место на живење, официјално место на живење, домаќинство, пописен реон стан. Да, ќе речете дека тоа ќе биде определено во пропратните акти, но зошто е тогаш определено во компаративното право во самите закони? Зошто не е транспониран и членот 2 од регулативата, кој што точно предвидува кој треба да се попишува? Тоа што го кажува во резидентно население директорот на Заводот за статистика, односно покрај оние дома, оние надвор што се најдолго до 12 месеци, а оние што се странци дома, само ако се, значи, подолго од 12 месеци и има изразена волја да останат 1 година. Тоа е, значи, дел на регулативата на која сите се повикуваме, меѓутоа не сме ја вградиле и овде пишува дека ќе бидат вградени решенијата на следниот попис во 2031 година. Ако е од 2008 година регулативата, не ми е јасно зашто не би била вградена сега. Да подсетам, согласно кривичниот законник, едно лице не може да биде суперинформатор и да дава податоци за неограничен број луѓе, па затоа во регулативата за пописите се прецизира кои се тие луѓе. Па стои брачен другар, вонбрачен другар, родители, браќа, сестри, други лица со кои живее лицето во семејна заедница, а не најинформираното лице. Заради недоверба, добро е да постои не само увид во она што го запишал на терен попишувачот, туку и потврда, бидејќи јас кажувам дека во еден ваков момент тоа е потребно. Значи, во регулативата 763 од 2008 се вели дека се потребни минимум податоци, но дека може и други податоци да се достават. Благодарам. Да довршам само. Довршите.
Беше споменато овде, зошто постои недоверба околу членот 17, став 2, каде што, околу учеството на заменик директорот во подпишувањето на сите акти. Знаете што? Ако го отворите Заводот за државна статистика, на кој што се повикува овој закон, ќе видите дека такви надлежности за заменик нема. Само директорот е по функција член на Советот на Државниот закон за статистика, нема ниту збор за заменикот, значи јас сум за соработка меѓу заменик и директор. Таа е нужна. Меѓутоа, таа мора да биде во границите на правото. Ако оставите некој да може да има право на вето, создавате правна несигурност и неизвестност. Не е недовербата кон албанците, не е недовербата кон турците. Недовербата е, бидејќи правото може секој да го злоупотреби. Значи, јас ве молам да го преиспитате уште еднаш овој закон.